Добро вечер, почитувани гледачи, вести на КТВ телевизија. Со цел поголема соработка и запознавање на компаниите, вчера во Кавадарци заеднички состанок одржаа регионалните стопански комори на Кавадарци и Штип. На состанокот присуствуваа и представници на локалните самоуправи Кавадарци, Неготино, Росуман, Штип и Карбинци. Ви ги пренесуваме изјавите на Митко Јанчев, председател на регионалната стопанска комора Кавадарци, Наум Барзов, председател на регионалната стопанска комора Штип и градоначалникот на Кавадарци Александар Панов. Целта на оваа средба е да се фирмите малку запознаат подобро едни со други, да заедно со фирмите и локалните самоуправи и локалните власти направат заеднички средби во делот на комуникација за бизнис секторот, во делот на унапредување и подобрување на инфраструктура и поврзувањето на општините како се Штип, Кавадарци, така да мислам дека и Кавадарци и околината како регионална канцеларија имаме добри соработки со регионот во Штип. Значи имаме добри компании кои што меѓусебно соработуваме. Сегаш од овие средби произлегуваат едни така подобри идни решенија во делот на бизнисот, во делот на дружба, во делот на заеднички идеи и заедно работење као комори. Ние како бизнис сектор го помагаме секој работење на општината Штип нормално во рамките на нашите можности и можам да кажам дека штипските бизнисмени се многу загрижени за околината и како градот се развива и секој пат кога можеме го даваме нашиот придонес било со грантови, било со запослување на луѓе од загрозените категории. Така да нашата соработка како со општината, така и со социјалната заедница е отворена и секој пат на високо ниво. Мислам дека не само за Кавадарци, туку за Република Македонија бевме и се уште сме пример во Република Македонија за постојање на општествено одговорни компании, кои што покрај градот ги помагаат и фамилиите во градот, како и социјално ранливите категории. На оваа средба најнапред сум почестен што сум дел од средбата, бидејќи и моја платформа во делот на конкурирањето како градоначалник беше дека на прво место ќе го ставиме бизнисот и дека филозофијата на денешното модерно живење да го биде бизнисот, а потоа сите други. Така што мојата припадност кон таа идеологија кореспондира со тоа што денес сум и присутен и што сакам да дадам одеден придонес кон меѓусебните контакти на двете регионални комори, со тоа што нели во моето поздравно обраќање им спомнав и тоа дека можеме да ги користиме и бизнисот може да ги користи сите релации кои што ние како општини ги имаме направено со компании, меѓутоа и со градови надвор од државата. Како пример го кажав Измир, односно општината Кемал Паша, каде што гравитираат над 500 компании. Тоа е фактички индустријската зона на Измир, која што широко ги отвори вратите за нас како кавадарчани, како тиквешани, меѓутоа покрај нас, заедно и со штипјани, со прилепчани, сите оние кои што имаат соработка помеѓу коморите. Синоќа во Кавадарци се одржа вториот протест на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Беше побарано политичките партии да не прифаќаат платформа на туѓа држава. Голем број граѓани и синоќа се приклучија на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Протестниот марш тргна од црквата Света Петка низ улиците во градот се до градскиот плоштад. Сите политички партии со граѓаните да изготват платформа за заедничка Македонија и да се отфрли платформата од туги држави. Со законот за територијална организација во 2004 година се направи редефинирање на поголем дел од општините и се отвори пат за многу екстремни барања. Тогаш не бевме доволно силни и гласни да го спречиме тоа, рече на протестот пред присутните Вероника Костадинова. И вториот протест за заедничка Македонија заврши мирно. Земјоделските субвенции ќе се исплаќаат по конституирање на собранието. Земјоделските субвенции да може да се исплаќаат по конституирање на собранието, а не како што предвидува актуелниот закон за избори, по формирање влада, предлага Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Како што соопшти ресорниот министер Михаил Цветков, ваквиот предлог за замена на законот за избори е веќе изготвен, доставен и треба да се разгледа.
Целта е субвенциите да се исплаќаат на време, без какво било за доцнување. Доцна исплатата на субвенциите поради законот за избори кој предвидува да не исплаќаме субвенции 20 дена пред почетокот на кампања и се до формирање влада, совет на општина или избор на председател на државата. Затоа ние дадовме предлог за замена на законот, според кој субвенции нема да има 20 дена пред почетокот на кампања и до конституирање на собрание. Доколку собранието бргу заседава и го изгласа овој предлог, ќе може да почнеме веднаш со исплатата, рече Цветков. Министерот се осврна и на извозот на земјоделските производи, посочувајќи дека минатата година се реализирани 530 милиони евра, што е 9% повеќе во однос на 2015 година, кога се остварени 486 милиони, додека увозот е минимално зголемен за 2,5%. Зголемувањето на извозот е потврда дека напорите даваат резултат. Очекуваме во наредните години овој тренд да продолжи и повеќе да извезуваме отколку да увезуваме. Но за тоа треба упорна работа и договарање, нагласи Цветков и додаде дека лани увозот бил 718 милиони евра, а преклани 700 милиони. Денес се празнува Тодорова сабота Тодорица, првата сабота по прочка. Православните верници денеска го слават празникот Тодорова сабота, празникот на приврзаноста кон Великденскиот пост. Имеден празнуваат Тодор, Тодорка, Божидар, доаѓа од Тео, Бог и дар. Јавувањето на свети Теодор Тирон и укажувањето на подлите намери на царот Јулијан Обстаник биле повод да се востанови празникот Тодорова сабота, што се празнува во првата сабота од Великденските пости, односно првата сабота по прочка. Споменот на светиот великомаченик Теодор Торон се празнува на 2 март, односно 17 февруари. Док и нашиот народ попознат е другиот празник поврзан со својот светител, а тоа е Тодорова сабота Тодорица, подвижен празник што се празнува во првата сабота од Великденскиот пост. Уште едно успешно меѓународно представување на джаламарите од Ресава. Тие има неколку настапи на карневали во Словенија. Со многу импресии и големо задоволство се врати од гостувањето во Словенија джаламарската група од селото Ресава. Тие имаа успешно представување на големиот карневал во Птуј пред 50.000 публика. Се работи за голем традиционален карневал каде има учесници од многу земји. 15 члената джаламарска група имаше успешни настапи и на помалите карневали во градовите Шоштањ и Мозирје. И ова беше уште едно големо искуство за нас, за представување на нашите традиции. Остваривме многу нови контакти. Публиката беше задоволна од нашиот настап. Ни се отвораат вратите и за други меѓународни настапи. Велат од джаламарската група на селото Ресава и нагласуваат дека следен настап ќе имаат на карневали во Австрија и Србија. Театарската представа "Првен ке ме земеш, после ке ме" во понеделник ќе гостува во Кавадарци. По мала пауза, љубителите на театарската уметност повторно ќе имаат можност да проследат гостување на една театарска представа во нашиот град. Имено во понеделник на 6 март со почеток од 19 часот во салата при Домот на културата Иван Мазов Климе во Кавадарци ќе гостува театарската представа "Првен ке ме земеш, после ке ме" во продукција и изведба на театарот Крик. Ова урнебесна комедија е во режија на Ѓорѓи Ризески, костимографијата е на Елена Лука, а улогите ги толкуваат познатите актери Роберт Ристов, Мирјана Ристов и Дарко Велјич. Влезниците по цена од 100 денари ќе бидат во продажба на благајната на Домот на културата 2 часа пред представата. На 11 март на армискиот полигон ќе се извршуваат вежбовни боеви активности. Од командата на гарнизон Криволак им соопштуваат на местното население од општините кои гравитираат околу полигонот дека на 11 март во реоните на Брест, Кршковица, Мушанци, Голема Страна, Каша и Тубре, Белкамен, Козарник, Джидимирци, Читаклија, Кукулци, Караоджали, Хаджахамзали, Кавалик, Алајка, Куртепе, Штраклево и Енешево ќе се извршуваат вежбовни боеви активности. Во наведениот период се забранува секакво движење и предстој на луѓе, моторни возила, стока
како и оставање на моторните возила во наведените реони. Исто така се забранува било какво земање или допирање на неексплодирани проектили или средства кои можат да бидат опасни по живот. Доколку се пронајдат такви средства, истите да се обележат и да се известат надлежните органи од командата на армиски полигон Криволак или СВР Штип, полициски станици од општа надлежност Неготино, Кавадарци или Градско. Вежбалиштето на кој ќе се извршува планираната активност ќе биде видно обележано согласно законските прописи во армијата на Република Македонија, како и обезбедено со физичко обезбедување, се вели на крајот во известувањето од командата на гарнизон Криволак. Временска прогноза. Сончево со мала до умерена облачност и со умерен, повремено засилен јужен и југоисточен ветер. Температурата ќе се движи до 19 степен. Од понеделник, под влијание на серија влажни воздушни бранови, ќе преовладува променливо облачно време со повремени врнежи од дожд, со променлив интензитет. На повисоките планини врнежите ќе бидат од снег. Повеќе врнежи се очекуваат во западните и јужните делови, особено во среда. Со временската прогноза го завршуваме и саботното издание на вестите. Ви благодариме на вниманието, имате пријатни мигови со нашата програма.